Затворена зоолошката градина во Скопје, евакуирани вработените поради присуство на птичји грип од кој би можеле да се заразат и луѓето. Од Агенцијата за храна и ветеринарство потврдуваат дека нивни инспектори биле внатре и со лабораториски анализи е утврдено дека угината птица била заразена со високопатоген сој на вирусот, поради тоа морале да се преземат мерки за заштита на вработените и на останатите животни. Во текот на денешниот ден, од страна на надлежен официјален ветеринар, спроведен е надзор во зоолошката градина и наредени се мерки за надзор на болеста, а извршено е хумано убивање и нештетно отстранување на следните видови птици: 24 патки, 6 гуски, 5 кокошки и една чавка која била присутна на локацијата. Наредени се мерки согласно Законот за ветеринарно здравство и Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на болеста авијарна инфлуенца. Советникот на ВМРО ДПМН во град Скопје, Стефан Кирков, вели дека според нивни неофицијални информации, управата на зоолошка градина добила наредба за затворање, која не била испочитувана, па поради тоа сабајлево реагирале инспекторите. Информациите кои морам да напоменам се неофицијални, доаѓа до нас дека ова институција ја нема испочитувано наредбата на Агенцијата за храна и ветерина и повторно почнува со работа. Поранешниот директор на зоолошка Ѓорги Галетановски, кој утрово алармираше за случајот на социјалните мрежи, вели дека инспекторите ќе ја завршат својата работа и дека така е најдобро за заштита на сите. Се шпекулира дека е птичји грип, да не шириме паника, нека дознаат прво внатре, кој што знам има инспектори од АКВ, они си ја знаат работата, веројатно ќе постапат како што треба. Тоа е непредвидлива работа, но мора да се дезинфицира зоолошката, да се постапи по некои протоколи. Волда ќе ја затворат 6-7 дена, така сме правиле порано. Од администрацијата на зоолошка, откако беше обелоденето во јавноста за случајот, решија да го политизираат, испратија соопштение во кој реториката е слична на градоначалничката Даниела Арсовска, односно се користи истиот наратив насочен против владата. Целта на оваа секташка политика е да се предизвика нов измислен проблем и да се обезбеди алиби за затворање на зоолошката градина Скопје, со цел наштетување на угледот. За ова дело зоолошката градина Скопје ќе поднесат кривични пријави против директорот на АХВ, како и до инспекторите и лицата кои со оружје упаднаа во зоолошката градина Скопје. Од таму тврдат дека без причина се убивале птици. Во изминатиот период Арсовска смени неколку директори. Моментално Скопската зоолошка ја раководи Зоран Попов, кој е трет директор во мандатот на Арсовска, инаку во изминатиот период угинаа голем број животни во зоолошката градина, зашто јавноста бурно реагираше.